Загадениот воздух во Македонија е солна рана на болните од хронична обструктивна белодробна болест. Докторите алармираат дека освен аерозагадувањето и пушењето зголемува бројот на луѓе кои страдаат од хронична обструктивна белодробна болест. Дополнително што загрижува е тоа што се намалува и старосната граница на пациентите. Лекарите советуваат, клучна е раната диагностика. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза организираше бесплатно мерење на дишната функција. Дел од граѓаните кои беа прегледани се испратени на дополнителни испитувања. Ми кажа на спирометрија требало да одам, капацитетот на плуќата ми било и тоа ми е многу важно што открија сега, макар да бев кај во државна болница, ништо посебно не ми дојде. Ми дојде малку подобро, ама не е нешто посебно. Мислам, не е нешто до сега, за 18 години не ми е среден ни шекерот, ни притисокот. Кои програми ништо не ти кажуваат, нема да пушиш. Знам дека не треба да пушам. Меѓутоа, И овде ви кажа исто дека не треба да пушите? па јас им кажав, се знае. Влие ли загадувањето? Па не да ви кажам многу. Јас и многу не излегувам сега. И немам некои проблеми. ХОП најчесто се јавува кај луѓето над 40 години. Навременото откривање и редовните прегледи според лекарите ги спречува на тамошните компликации. Аерозагадувањето делува и кај здрави и кај болни. Само кај здравите не прави толку голем проблем, додека кај пациентите што имаат веќе хронична обструктивна белодробна болест, бидејќи тоа е хронично воспаление, тоа е како солна рана да му ставате. Неколку граѓани добија препорака да се јават кај нас за дополнително за спирометрија како референтна метода за дијагностицирање на ХОП. Годишно по 1000 пациенти со тешка форма на хронична обструктивна белодробна болест се хоспитализираат на Институтот за белодробни заболувања во клиничкиот центар. Во Македонија 100.000 граѓани боледуваат од ХОП, а годишно во светот 3 милиони луѓе умираат од ова хронично заболување, кое е трета најчеста причина за смртност.